civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Dobar den i od mene, ja sam Džabir Derala, od Civil. I bi sakal da продолжиме со нашата серија панел дискусии и интервјуа со станици кои се на тема национализам во рамки на граѓанскиот форум за учество на граѓанките и граѓаните во креирањето на владините политики. Ние овие денови, би рекол, месеци се наоѓаме во една наистина турбулентна, динамична активност и на политички и на обществените фактори во земјата, во една наезда на кризни состојби и во економијата и во јавното здравство поради пандемијата, но она што го гледаме во изминатиот период е една инфодемија. Инфодемијата се прошири уште побрзо и по-сериозни, би рекол, на некој начин последиците предизвика оттуку самата пандемија, во некоја смисла на зборот, а се разбира нашата земја, Северна Македонија, се наоѓаше во изборни денови. Изборите исто така, како и секогаш, така и сега, на површина ги извлекоа најтешките теми околу кои се кршат копјата веќе со децении во нашата земја, во нашето општество. Една од нив се етничките, меѓуетничките, меѓуверските прашања, меѓузаедници кои живеат во нашата земја. Видовме дека поради политичките кампањи за да се освои што е можно повеќе гласови на во изборниот процес, за глас повеќе се правеа огромни жртви и на ниво на моралот, и на ниво на политиката, и на ниво на закон. Видовме повторно избивање на површината на етничката нетрпеливост, омраза, која стана еден од основните двигатели на одредени политички структури, знаете, се разбира, кои во походот кон власта, во походот кон фотелите, се најдоа во ситуација да бидат главни носители на омраза, претежно етничка. Тоа што го гледаме во овој изминат период, се уште се бранува јавноста поради различните прашања, се политичките концепти кои ги понудија одредени политички структури. Меѓу другото, една од силно истакнатите тези, односно пропагандни или програмски, ако сакате, теми беше премиер Албанец. Таа идеја на Дуи предизвика огромни сериозни дебати, меѓутоа предизвика и многу говорно. Предизвика и огромен број недоразбирања. Ние сите во изминатиот период живееме во една атмосфера која е тензична, која е преполна со прашања, добри одговори, меѓутоа и преполна со недоразбирања и, па би рекол, и караници. Тоа што ние во нашите кругови го дебатираме од ден на ден, се однесува токму на овие прашања кои се и тема овие два дена, денеска и утре, на граѓанскиот форум за граѓанско учество, за учествување на граѓанките и граѓаните во креирање на политиките, на владините политики, а тоа е дека едноставно тука не може да се најде еден човек кој целосно исто мисли со друг човек. И јас мислам, и сигурен сум дека и сите други мислат исто, дека тоа е изворено добро. Тоа е изворено добро. Во прогресивниот свет, во прогресивните слоеви и групите во општеството кои се занимаваат и се стремат европски вредности, почитување на човековите права и слободи, негување на едно граѓанско општество, таму има најостро противставени. Таму можете да најдете луѓе кои не мислат исто
За разлика од нив, деструктивните националистичките кругови, оние назадни кругови, конзервативни кругови и ултранационалистички кругови, ако сакате, таму нема разлика во мислење. Таму има едноумие, кое се спротивстава на друго едноумие кое е Значи, таму каде што има прогресивна идеја, таму има разлика на мислење, има караници, има раслојување, има несогласувања, жестоки дебати. Таму каде што имате национализам, нема дебати. Знае, праве со те еден, луѓето се во група постојано конфронтирани на една друга. Во тој дух, да не должам премногу, да не го одземам терминот на моите драги другари и колеги Аријан и Јане, би сакал да ги поканам да поразговараат некои 15 на 20-30 минути за тоа како секој од нив го разбира национализмот и актуелниот момент актуелниот политички момент кој е во предизборието за време на денот на гласањето, тие часови, тензични часови на гласање и се разбира во постизборието кога ние секој момент очекуваме и објава на коалиција, владина коалиција меѓу СДСМ и ДУИ, се разбира до последен момент во политиката, ништо не е известно, не е тоа само македонски пример. Би сакал да ги поканам во наредните минути меѓу себе да разговарат, јас ќе седнам спроти нив, да евентуално помогнам во дебатата, Аријан Мехмети е активист, мултимедијалец, Јане Ѓорѓиевски е граѓански активист, автор, колумнист, Аријан е од Цивил, Јане е од Фронтлайн, меѓутоа секој од нив има и други различни идентитети кои се разбира не мора да се ограничат на етничката, или би рекол најмалку. Па повелете двајцата. Пред точно 30 на години, односно 9 години од осамостојувањето на Македонија или од поранешна Југославија, со последователните настани, како што следеше референдум за формирање на нов устав, сите тие настани не би рекол дека се задоволителни за едно мултикултурно општество. Не знам кој би се согласил со ова, секако има задоволни и незадоволни. Пред 20 години за прв пат се појави една интересна серија, детска серија беше тоа се вика Наше мало, сигурно сите се сеќаваат. Тогаш имав 10 години. Можам да кажам, на таа возраст, единствен впечаток ми правеше зградата која што зборуваше и сите тие бои кои на тие годините ме потсеќа на гумени бомбони. Не дека немало тоа влијание врз мене во тие години и врз цела генерација, затоа што може да се види дека сите ликови беа главни ликови од сите етнички заедници кои што зборува на својот јазик. Се разбира секако со претходно сценарио кое што беше било пишувано и смислено толку добро за да тоа изгледа за едно мултиетничко општество. И многу сум среќен да кажам дека во моментов се наоѓам во светлата точка од општеството. Можеби најголем удел имала таа серија. Нели, со запознавање уште од таа возраст со различните етнички припадности, значи македонци, албанци, роми, српски се збореше на таа, турски во таа серија. И мислам дека би се согласиле дека навистина такви проекти има и различни кои што секако дека имале удел, многу добар удел и впечаток кај една генерација. Има и други проекти каде што тие проекти
ги зближувале децата на многу лесен начин, каде што политика или да речеме во зависност од семејството какви убедувања има за или мислење за тоа како треба да изгледа едно општество или држава, но ете тие проекти завршиле многу добра работа. И дали успеа проектот? Дали национализмот е истиснат од општеството? Како го доживувате? За жал, жалам за тие кои не ја гледале таа серија, сега можеби тие што ја пропуштиле, немале можност или не дознале дека се емитува таква серија, пошто таа е некаде, нели, пред 20 години се работи, не знам колку биле заинтересирани сите да седнат пред телевизор и да гледаат нешто во различни бои. Јане, дали е наше мало идејата на Али Ахмети за премиер Албанец? Јас сакам една друга малку поинаква приказна да раскажам, слична како ќе се навратам на тоа. My guest. Ме поттикна Аријан кога тој ги согледувал, кога почнал тој да ги согледува тие различности, спојувања, како тие се материализирале во една емисија како наше мало, па се рефлектирали и се пренесувале. Мојата приказна е следна. Јас доаѓам од Прилеп, една моноетничка средина, и немав ситуација, немав прилики да се среќавам со различни луѓе, се до мојата 25-та година. Тоа беше во Струмица. Многу интересно, и Струмица е баш една таква средина слична како Прилеп, но бе војска. Сакам да раскажам една приказка за двајца ликови. Се вика, имињата нека бидат Селим Селими и Кире Кирески. Кире Кирески беше на касарска стража, бидејќи не му се допаѓаше обкружувањето во касарната и секогаш одеше на стража или касарна или издвоена стража. Стражата беше 2 часа на стражарско место, 4 сата одмарање, 2 сата стражарско место, и тоа така се повторуваше на цела недела и беше многу исцепувачки. Во тие 8 стражари во касарната беше и Селим Селими. Селим Селими беше младо момче од Лојане, од Кумановско, и него му беше страв да ја држи ноќната смена. А од друга страна, Кире имаше проблем со видот и не можеше да ја држи исто така ноќната смена. И што се случи? Кире и Селим одеа заедно на стража. Не едно стражарско место, а стражарските места му беа едно до друго и на никого не кажуваа. Сега, тој Кире сум јас, а Селим Селими е Касуми Касум. Тие се вистинските ликови и ние заедно одевме со Касуми Касум на стража па 1-2 месеци. И само можете да замислите двајца, ова е како филм, но ствари е вистина. Ние бевме сами, нон-стоп, и разговаравме. Јас тогаш за прв пат се сретнав директно да можам да комуницирам со некој што не е македонец, односно што е албанец. И во тие часови, поминати заедно, мене сите до тогашни предрасуди што сум ги имал наметнати од општеството, да речам од образованието, но не и од воспитанието, тие има таа среќа татко ми да живее и учи во сосема поинаква средина од мојата, за моја жал, за негова среќа. И тогаш почнаа оние муабети, тој што ми ги кажуваше, тогаш уствари не почнаа туку, јас почнав да ги сваќам тие муабети.
дека ние сме едно, дека ние сме исто уствари, дека има некои други интереси кои што нас сакаат да не натераат да мислиме дека сме различни. Во тој контекст, мене она фраза да ги спојуваме различностите ми е тотално депласирана. За кои различности уствари ние зборуваме? Ние можеме да сме различни по име, јас да сум Јане, Аријан да е Аријан, ама ние друга различност по мои поимања на нештата немаме. Сега, она што, кој ни ги нафрла нас тие различности? Тие различности ни ги нафрлаат политичарите и актуелната атмосфера цела во општеството, која е исто така диктирана од политичарите. И затоа мене ова сега актуелно премиер Албанец и зошто да не ми е тотално една замка, јас така и го опишав, но од друга страна ни дава шанса да разговараме. Значи не поттикна уште еднаш. За жал, пред и после изборно е тоа, не е во на нормално време на живење, но убаво е да се отвараат работите. Јас и Аријан, ние инаку пола ден го делиме заедно. Имавме дискусии на тема, до дискусии, до жолчни дискусии, до нормални дискусии, кои што мене, а сигурно и Аријан, откако че си појдев дома, ми ги отвараја работите уште пошироко. На почеток тоа би било тоа. Дали има нешто Аријан? Дали има нешто Аријан да додаде на ова што го кажа Јане? Не мислам, туку треба веќе младите да не ги извршуваат барањата и не само барањата, туку и плановите на политичките партии. Воспротивно, младите треба да ги креираат политиките, своите интереси и мислења, размислувања, како да се подобри општеството, затоа што ако имаме подобро општество со различни размислувања преку младите, тогаш затоа што иднината на државата можат да ја однесат подалеку младите околку веќе, мислам, како да кажам, генерација која што имала можност да допринесе колку што може. Значи, Изворена поента, би сакал уште една или две да излечам од претходниот кај Јане. Токму за тоа и се работи, токму заради тоа и го покренавме овој граѓански форум, за да можеме да влијаеме ние, како заедници, како поединци, како граѓанки и граѓани, на креирањето на политиките. точно. А не, како што кажа Аријан, партиите да смислуваат како младите треба да се однесуваат. Не треба да му дозволиме ние да го... Партиите треба да спроведуваат Не треба ние тоа тоа што да му го младите дозволиме тие да ни диктираат кога и како. Тие гледаме кога диктираат. Тие диктираат пред избори. Зошто? Зошто така му одговара. Последниве неколку години ние имавме една релаксирана атмосфера, ако се вратиме наназад. Значи пак не е тоа она што треба. Но ако се вратиме наназад, ние имавме една релаксирана меѓуетничка атмосфера во државата. Немаше, например, тепачки меѓу автобуси, како во автобуси меѓу националности, меѓу албанци, меѓу македонци. Немаше навивачки групи кои што хараја, кои што значи ги имаше, ама не толку како претходно. Зошто? Затоа што не беа поттикнати директно од политиката. И сега, пред избори, нив му одговара, јас и Аријан да правиме муабет, дали треба или не треба да биде премиерот од една или од друга националност. И упаднавме, и јас упаднав во таа замка. Значи, упаднавме. Тоа е, дали атмосферата или атмосферата
внатре, кај што сме преку цел ден, или општата атмосфера, нас тоа ни се наметна неминовно. И повели. Јас мислам дека е штета во држава која што сакаме да ја градиме со мултиетничност, да дојде во позиција, во потешка позиција од сите зборам етнички припадности, да сака да представат свој човек или представник за кого мислат дека би можел да направи промени или да дојде во нека подобра позиција, политичка позиција на овој начин. Јас мислам дека дури е штета зашто до сега на овој начин се представуваат, најпросто кажам, кандидати. Јас мислам дека би требало да биде кога државата ја сочинуваат различни нации, тогаш не гледам причина зошто да биде тоа на потешкиот начин, кога веќе ја градиме заеднички држава. Така. Ако алудираш на тоа дека кој да биде премиер или не, дали тоа ти е зборот? Ова досега, сега, последно што го кажуваш, јас имам да малце поинаков одговор. Изборот на премиер не е меѓунационално прашање, политичко прашање. Преска разговаравме дека сме имале премиер влав. Така? Значи, и то немало проблем. Да, никој не се противил тоа. Да, ама политичко е, тој не е избран дека бил влав. Тој е избран дека бил од политиката определен тој да биде. Така е. Меѓутоа, во овој случај, муабетот е дека е од што е многу добро да биде во можност секој од секоја припадност да покуша да донесе нешто различно. Така. Значи нема проблем да не знам дали ние не можевме да се разбериме и затоа Џабир и овде не донесе. Јас велам дека јас немам проблем да биде премиерот албанец. Но имам проблем да ми се наметнува политичка одлука на една партија само врз основа на националноста. Ме разбираш? Сега имаме ситуација каде Дуи наметна дека премиерот ќе биде албанец. Уствари, исклучиво кажува дека ќе биде албанец. Што е многу уште поинтересно, тоа го кажа пред да го соопшти името кој ќе биде на кандидатот. Го немаше најдено, значи тие одеа на таа карта, оти само таа карта му преостанува, мислам, ја имаш читано мојата колумна, знаеш кој ми е ставот за тоа. Можам накратко да кажам дека во колумната се работи за тоа дека единствената карта на Дуи на овие избори што му преостана, за да не доживее дебакл, беше картата националистичка, да извеи премиер кандидат да биде албанец, и да ги декласира другите. Значи, нивната пиар стратегија не беше да ги декласира македонците, туку беше да ги декласира другите албански партии. Ама многу добро смислена, за да не можат тие другите партии да одговорат со да или со не. Во населбата каде што живеам јас, мешана средина, во која што од кажување што ми кажуваат моите родители, порано во таа населба и македонците зборувале албански со албанците и обратно. Но кај нивните деца тоа не се пренесе. Зошто не се пренесе тоа? Голема штета е. Причините
се многу подлабоки и се не ви. Значи, за тоа јас и ти уствари треба да разговараме и таквите како нас, а не за ова друго. Зошто? Причините се знае зошто се. Порано се дружиле децата, едните и другите. И сега се дружат. Но, внимавај, јас мислам дека во образованието, прво во воспитанието, а после во образованието е најглавен проблем. Ние сега имаме еднонационални паралелки. Многу тешко децата доаѓаат во контакт еден со друг. Јас и затоа на почеток ја кажав онаа приказна. Ја и ти сме други примери. Но има деца што доаѓаат од поинакви средини, со поинакво домашно воспитување. И нив му е многу потешко да ги осознаат вистинските вредности на луѓето од различна етничка, од различни, не знам ни како се вика, значи мене ми е толку странно тоа што неќам ни да се замарам, мислам, тие работи етничка заедница, националност, не се ни трудам да ги осознавам кој е што, од што ми е безсмислено. Се надевам дека некогаш ќе има, дека на сите ќе му биде така. Дали ме разбираш што ти кажувам? Значи, тука е проблемот, во образованието. Како е поставено образованието, не што учат тие таму, туку немаат комуникација едни со други. И затоа мислат дека едниве сакаат да наметнат нешто, а другиве дека сакаат нешто да му земат. Истото тоа го имавме и со законот за јазици. Ако прашаш ти повеќето македонци ти велат, па добро ќе му дадеме да зборуваат, ги имаат тие права, добро де нека биде напишано на таблите. Како ќе му дадеме? Како ќе му дадеме? Или ние сакаме да ги добијаме тие права. Не, тие права следуваат. Тие се нормални работи што треба да бидат, а не сега едниве да се чувствуваат како дека дали, а другиве дека зеле. И на тој конфликт политичките партии во Македонија многу добро играат. На тој сензибилитет. Точно знаат кога и како треба нешто да пласираат за да подкренат национализам. Ама овој пат ја мислам дека се излажаја, туку покренеа дебата. Што е многу подобро.